Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. На самиот почеток ви ги представуваме главните настани на денот. Крводарителството е највисок израз на хуманост. Крводарителите треба да уживаат повеќе права во остварување на здравствената заштита. Денес е 17 март, денот на крводарителството во Република Македонија. Минатонеделните поплави резултираа со загадување на водата во системите и изворите во селата Чифлик, Облешево, Чешиново, Уларци и Кучичино во општина Чешиново, Облешево. Во реновирани простории опремени со нови компјутери ќе се реализира наставата за учениците од Центарот Искра во Штип. Се подига квалитетот на наставата во ово училиште. Денес се одбележува 17 март, денот на крводарителството во Република Македонија и формирањето на Црвениот крст на Република Македонија во 1945 година. Хуманоста на крводарителите не се цени доволно. Тие неретко не ги уживаат ниту посебните права во здравствената заштита кои како крводарители им следуваат. Канал Плюс на средба со крводарителите со рекорден број крводарувања. Чувството дека можеш да спасиш нечи живот го мотивирало штипјанецот Милан Чоманев, кој од 1969 година до денес континуирано ја дарува својата течност над 150 пати. Тој е еден од ретките крводарители кои има организирано крводарителски акции во поранешниот комбинат Македонка и каде за само еден ден се собирале над 200 крвни единици. Со самото тоа дека со една дарувана кеса крв може да се спасат и до 3-4 животи, се додека сум во добра здравствена состојба, ќе дарувам од течноста што живот значи, вели Манев. Крвта е би рекол некоја волшебна моќ има, да кога дареш еднаш, те тера уште повеќе да идеш во да дадеш повеќе, да се докажуваш, да бидеш присутен во област, да помогнеш на повеќе луѓе. На некој начин сметам дека и дарувањето те прави уште похуман и те влече се повеќе докато да служи здравето, да можеш да даруваш крв. Слична приказна ни раскажи професорката Верица Кожинкова. Хуманиот аспект на дарувањето крв било пресудно да стане крводарител од студентските денови. До сега има дарувано над 120 пати и 2 пати е прогласувана за најхумана жена. Јас лично се чувствам исполнета кога дадам крв, меѓутоа се повеќе се себични луѓето не даваат крв. Денес ме спрашуваат, крв се дава, зошто давате крв само на мајка, на татко, на брат, на сестра, но јас така не размислувам. Јас знам дека многу болни во болници очекуваат мојата крв. Но она на што се жалат крводарителите е третманот и бенефициите кои некогаш ги имале во користењето на здравствените услуги, а сега ги немаат. Оставени се сами на себе да се снаоѓаат. Ние бараме едно нужно внимание да крводарители бидеме кои имаме потреба да се лечиме, што е нормално бесплатно, и на некој начин да, може би е абсурд, порано се имаше кој си иде на лекар, крводарителот имаше предност, не чекаше ред. Бизеви денес плаќаме и лабораториски налази за кои е исто кажано дека сме ослободени од тие бенефиции, но за жал тоа не е решено. Исто кој што не е решено еден тежок проблем, поправката на стоматолошките потреби, вадење заби, правење заби, многу малку или недостапно е секој крводарител да може, ако има потреба да се лечи и да биде во догледно време способен, односно да му се дадат тие помагала на некој начин. Денешниот ден е посветен на крводарителите и Црвениот крст на Република Македонија. Минатата година 48.000 граѓани доброволно дарувале крв, од нив 6.000 за прв пат. Само 18% од нив се жени. Се уште доминираат мажите во дарувањето на крв. Сите оние кои сакаат да даруваат крв треба да се чувствуваат здрави, витални и да немаат здравствени проблеми, а возрастната граница е од 18 до 65 години. Остануваме со крводарителството. Виница денес требаше да додели 200 признанија за луѓето кои 2015 постигнаа одреден рекорд во надминување на својата хуманост. Меѓутоа, Националниот ден на крводарувањето, Виница како најхумана општина во државата ќе го одбележи на 14 јуни.
Бегалската криза го помести одбележувањето на Македонскиот ден на крводарителите. Наместо денес, признанијата за најхуманите луѓе во Виница ќе се делат на 14 јуни. Со третина од активното население или со вкупно 4750 крводарители, со собрани 1730 крвни единици и 2015 Виница повеќе од 3 децении е на врвот на хуманоста во државата. Како општинска организација Виница можеме да се пофалиме и оваа година дека во изминатата бевме најефективни во крводарувањето, односно најхумани, така да со негде околу 1740 крводарувања, планот за крводарување за 2015 година го надфрливме со 320% и гордо може да кажеме дека веќе по 34-35 пат сме први во државата. Во 16 крводарителски акции 2015 организацијата има 200 нови крводарители, меѓу кои доминира крвната група А позитив, а редуцирани се нулта и А негатив. Меѓу најактивните крводарители се средношколците од Средното општинско училиште Ванчо Прке. Најголем дел од младинците во средните училишта, најповеќе од Средното училиште Ванчо Прке, со самото наполнување на полнолетноста, со полнење на 18 години, стануваат крводарители, односно се приклучуваат на најхуманото семејство во државата. Крводарувањето во Виница станува фамилиарна традиција која резултира со високи бројки. И иако хуманоста за возврат не бара ништо, сепак како општина заслужуваме соодветна сатисфакција која не треба се сведе само на плакати и признанија. Зголемениот водостој и излевањето на реките минатата недела предизвикаа загадување на водоснабдителните системи и извори во повеќе населени места во општина Чешиново, Облешево. Населението од селата Чифлико, Облешево, Чешиново, Уларци и Кучичино се соочува со загадена вода за пиење од сопствените водоводи, зашто се препорачува употреба на флаширана вода. Општинската организација на Црвен крст Кочани во соработка со општина Чешиново, Облешево редовно дистрибуира флаширана вода за пиење до населението во овие населени места. За годинава е предвидено изградба на 5 експресни патишта: Штип Радовиш, Штип Кочани, Ранковце Крива Паланка, Прилеп Градско и Охрид Пештани. Ова денес го најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, појаснувајќи дека изградбата на овие експресни патишта е во различна фаза. За годинава се предвидени 5 експресни патишта. Тоа се патот Штип Радовиш, Штип Кочани, Ранковце Крива Паланка, Прилеп Градско и Охрид Пештани. Сите се во различна фаза. 3 од нив се во фаза на тендерска постапка. Објавен е тендерот, се бара изведувач. Сите заинтересирани изведувачи ќе поднесат своји понуди и откако ќе заврши тој процес за некој месец, ќе се избеде изведувач и ќе почне градбата. Во таква фаза се патот Штип Кочани, Штип Радовиш и Крива Паланка Ранковце. Значи, за тие 3 патишта во теке тендерска постапка за изведувач, градежна фирма која што ќе ги гради, обезбедени се финансиски средства, тоа веќе не е познак прашање. Еден од овие патишта, Градско Прилеп, веќе се заврши тендерот и се избра изведувач, така што прашање на време кога ќе почне да се гради тој експресен пат, и останува патот Охрид Пештани, каде што се уште се во подготовка одредени работи, каде што имаме забавување заради проблеми поврзани со разни барања на услови поврзани со животната средина. Кога тие прашања ќе се завршат, тогаш ќе почне и тендерската постапка и градбата на тој пат. Значи, и за таму се обезбедени средства, и за таму се е подготвено, меѓутоа се отворија од различни невладени организации проблеми поврзани со барања на разни дополнителни услови поврзани со животната средина, и затоа таму има забавување и ќе има забавување се додека не се разреши тоа прашање, но се надевам дека во текот на годинава тоа ќе се заврши и ќе започне градбата и таму. До утре трае пријавувањето за наградно патување во Париз, Барселона или Венеција за најдобрите студенти. Министерството за образование и наука потсетува дека може да аплицираат студентите од првите 3 најдобро рангирани универзитети: Свети Кирил и Методи, Скопје, Гоце Делчев Штип и Универзитетот на Југоисточна Европа Тетово. Останати услови кои треба да ги исполнат студентите се да немаат повторувана година, да имаат просек над 9,5 и да го имаат положено последниот испит од студиите најдоцна во јануарската испитна сесија годинава.
не подоцна од 15 февруари, а се уште да ја немаат одобрено дипломската работа, односно да го немаат подигнато уверението за завршено високо образование, доколку на нивниот факултет не е предвидено бранење дипломски труд, соопшти МОН. Јавниот повик со сите дополнителни информации е достапен на интернет страницата на Министерството за образование и наука. Во реновирани простори опремени со нови компјутери ќе се реализира наставата за учениците од Центарот Искра во Штип. Се подига квалитетот на наставата во ово училиште, каде 3,5 децении средно стручно образование добиваат деца со посебни потреби. Учениците во државното училиште Искра Штип ќе имаат можност, како и останатите училишта, да ја следат наставата во нови современи простории со нови компјутери. Денес беа пуштени 3 училници, една нова наставничка канцеларија, тоалетни простории, како и помошни канцеларии со вкупна површина од 120 квадрати. Инаку, самиот проект, самата инвестиција чини околу 3,7 милиони денари, буџетски тековни средства, од кои што имаме плюс 1 милион денари дополнителни за опремување на најавените простории со канцелариски мебели и сета дополнителна опрема која што следи во овие училници. Оваа инвестиција е од големо значење за децата кои учат овде. На овој начин ќе им се возможи поквалитетна настава и подобра едукација. Сепак градежните зафати на училиштето не запираат овде. Во иднина се очекува и реновирање, односно опремување на спалните во останатиот дел од интернатот, тоест домскиот дел, со цел учениците да имаат пријатни услови за престој. Во моментот државното училиште Искра има капацитет од 70 ученици, а исто толку престојуваат и во домот. Мојата желба е да нема такво училиште. Да природата биде совршена, се раѓаат деца со сите оние работи кои ги дава природата, но знаете дека природата не можеме да ја менуваме. Се раѓаат и деца кои имаат и посебни потреби. Ние имаме намера, општината заедно со приватни донатори, да ги реконструираме делот со облекувалните, потоа делот спалните, тоалетите и мислам дека делот просториите за престој на наставниците. Тоа не е голема инвестиција, може би била некаде околу милион денара и мислам дека треба да го направиме затоа што овие деца се доверени на еден наставен кадар кој е многу посветен, кој многу работи и верувајте дека целта ни е да тие деца после завршувањето на образованието се најдат во општеството, најдат и вработување бидејќи државата дава стимулации за нивно вработување и бидат корисни за себе и за семејството. Мислам дека ентузијазмот на тимот во ово училиште дава надеж дека навистина ќе се постигне таа цел. А исто така Захарија во околината на Искра најави изградба на сала за боречки вештини. Проектот би чинел 600.000 евра. Ослободување од комунали, ние сме спремни тоа да го направиме секако општина. Средствата ќе бидат значи од Меѓународната боречка федерација обезбедени и мислам дека тоа ќе биде можност и децата од ово училиште бидат дел од тој систем. Значи да видат како функционира, да речеме, нашите боречки клубови, како што е Балканец, да речеме или некој друг клуб кој би постоел, а лично мислам дека престои уредување на целиот овој простор, затоа што идејата на општината е да направи еден проект за урбано уредување на реката Брегалница од Бањата Кежовица, односно од ово училиште, па се до влезот на реката Брегалница во 8 ноември. Инаку државното средно училиште Искра го покрива целиот источен регион, работи 3,5 децении и има остручено над 1200 ученици. Говорот на омраза се уште постои, иако во помали размери, сепак факт е дека мигрантската криза е една од причините за проширување на говорот на омраза не само во социјалните мрежи, туку и во медиумите. На оваа тема денес имаше предавање професорка од Италија на Филолошкиот факултет во Приугода. Анализите говорат дека најголем говор на омраза има токму во социјалните мрежи. Во медиумите веќе започна да се контролира појавата на овој говор. Но со актуелната состојба со мигрантската криза, постои ли можност за повторно враќање на говорот на омраза и тоа во пошироки размери? Токму на оваа тема денес зборуваше професорката по социолингвистика од Универзитетот во Перуџа, Италија, пред студентите од катедрата на италијански јазик и книжевност при Универзитетот Гоце Делчев во Штип.
Темата на денешното предавање е расизмот и тоа начинот на кој се гради, на кој се конструира расизмот преку средствата за комуникација и тоа пред се преку јавните средства за комуникација, ток-шоу, телевизиски средства и така натаму, а исто така и дигиталните медиуми како што се социјалните мрежи, Facebook. Средствата за комуникација се основниот метод преку кој можеме да се избориме со говорот на омраза, кој впрочем е закоренет во расизмот што постои во Европа и светот. Hate speech како концепт, односно на македонски ние го имаме преведено како говор на омраза, е еден концепт кој е прифатен веќе од англиски во сите јазици, а тој говорот на омраза според професорката се должи на кризата на вредности што постои во Европа и која сигурно не придонесува за не носи добро на Европа и воопшто и посебно на Европската унија. Но, дали мигрантската криза е една од главните причини за проширување на говорот на омраза во Европа? Според професорката Клајн, мигрантската криза всушност е знак за криза на Западот. Одржана е првата работилница во рамки на проектот Програма за енергетска ефикасност на општина Делчево, на која се утврдуваше степенот на реализација на оваа програма. Општина Делчево е на добар пат да стане енергетско ефикасна општина, првостепено со залагање на локалните институции за воведување на мерки за енергетска ефикасност и намалување на штетните гасови. Денес во Делчево се одржа првата работилница во рамки на проектот Програма за енергетска ефикасност на општина Делчево, каде беше презентиран и утврден степенот на реализација на програмата која општина Делчево ја имаше од 2011 до 2015 година и што се е потребно да направат институциите и општината за програмата од 2016 до 2019 година. Стратешкиот документ на општина Делчево, односно програмата за енергетска ефикасност, е законска должност на секоја општина од 2011 година. Во него се вградени информации поврзани со енергетската ефикасност на објектите на локално ниво, вклучувајќи го и јавното осветлување. И општината врз основа на овој документ ќе има можност да изработува техничка документација и да бара средства за финансирање на овие проекти поврзани со енергетската ефикасност како од локалните институции, така и од институциите на Европската унија, но и да се повикува да троши финансиски средства од буџетот на општина Делчево, преку кои мерки ќе се штедат дел од финансиите наменети за потреби за одржување пред се на јавните објекти. Со најголем степен на воведени мерки за енергетска ефикасност во Делчево е детската градинка Весели цветови, која со доградбата на новите простории ќе стане целосно енергетско ефикасна институција. Во општина Делчево во изминатите 4 години скоро во сите јавни објекти се преземени дел од енергетско ефикасните мерки. Најголем процент на исполнетост имаме во детската градинка Весели цветови, каде преку финансиски средства обезбедени дел од буџетот на самата детска градинка, дел од UNDP, од програмата на Обединетите нации, направени се активности за енергетско ефикасни мерки, заменета е фасадата, заменет е кровот и заменета е столаријата во детската градинка. Исто така при проширувањето на детската градинка, се води сметка за максимално вклучување на мерките за енергетска ефикасност. Освен градинката, кон програмата за енергетска ефикасност се вклучуваат и основното општинско училиште Ванчо Прки и основното општинско училиште Свети Климент Охридски со активности околу замената на кровната конструкција и столаријата, средното општинско училиште Методи Митевски Брицо со доградба на нови училници и општина Делчево со замена на енергетски ефикасни светелки во јавното осветлување, но и граѓанскиот сектор кој преку мали грантови се вклучува во активноста за енергетско ефикасни мерки. Проектот Програма за енергетска ефикасност на општина Делчево е финансиран од владата на Република Македонија преку финансиска поддршка за граѓанските организации. Имплементатор е регионалниот центар за застапување Делчево, а партнер е општина Делчево. Она што се учи теоретски може да се примени во пракса е целта на проектот за изработка на автоматска машина за селекција на метали, која што изработија учениците и професорите од Средното општинско училиште Ѓошо Викентиев од Кочани. Истата би можела да најде примена во дрвната индустрија.
Автоматска машина за селекција на метали изработија учениците и професорите ментори од Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Целта е обезбедување на учениците со знаење и лесна прилагодливост во производниот процес. Учениците и професорите ментори кои работеа со нив обезбедија материјали и ја направија машината која што ќе најде примена за стекнување знаења за учениците и во машинската и во електростуката. Се работи за автоматска лента со употреба на повеќе пневматски елементи, со употреба на сензори, на PLC контролори, со употреба на програма од компјутер, значи сето тоа самото да функционира. Имавте можност дел од тоа да видите како функционира. Значи со повеќе нова технологија да ги запознаеме учениците. Истото е направено така да се видливо, значи овие што се жици намерно се оставени сите оние пневматски елементи кои се за да можат да се гледат учениците да можат да ги монтират и прават. Ова е заеднички проект на двата актива, машинскиот и електроактивот. Ментори се професорите Гордан Анастасов и Ивица Јорданов. За да изработиме да биде целосно автоматизирана, ние имаме употребено еден PLC уред кој што го имаме програмирано во LD микропрограмата која што претходно ја снимивте. Потоа од електронски и машински елементи кои што имаме искористено во неа, имаме искористено 3 пневматски цилиндри кои што даваат на нив и даваат сигнали во кој правец да се движат со помош на соленоиди. Потоа имаме еден индуктивен сензор кој што ни служи за селекција на отпадот кој што содржи или елементите во себе кои што содржат метал, да ги селектира, да ги става во делот каде што се неисправни, да кажеме, или елементи кои што имаат метал. Проектот за изработка на ваквата машина немаше да биде толку успешен без помошта на самите ученици од двете струки. Машината, додадоа менторите, може да најде примена во производството на столови, маси и други производи од дрво, како и во селекција на отпадот. Со изработката на вакви и слични машини, Средното општинско училиште Гошо Викентиев постојано се труди да биде во тек со најновата технологија која што веќе се применува во фирмите. Во Националната установа библиотека Гоце Делчев денес беа презентирани делата од едицијата на владиниот проект Врвови на светската филозофија. На македонски јазик се издадени филозофски дела од класиците, па се до делата на современите филозофи, кои може да се изнемат и купат во библиотеката. Денес во библиотеката имаше интерактивна дискусија на тема љубов. Љубовта денес беше главна дискусија во градската библиотека Гоце Делчев во Штип. Станува збор за делот по широкото одбележување на месецот на жената низ манифестацијата 8 мартовски денови. А конкретно, денес беше представена преводната литература од областа на филозофијата. Ова е единствен начин и прв начин целата таа филозофска литература, која што пред некој период беше странска, сега да биде преведена на македонски јазик. Модератор на оваа интерактивна дискусија беше професор доктор Трајче Стојанов. Ова како да е подзаборавена тема, дури и кога се експлоатира станува се третира на ниво на патетика, а при тоа се заборава дека во самата етимологија на зборот филозофија стои поимот љубов. Филозофијата е љубов кон мудроста и во таа смисла тоа е оној ерос, копнеш кој што не води до истражување, до научно истражување, до филозофско истражување, до уметничко творештво, така што љубовта е копнежот кој што стои зад сите овие на некој начин творички импулси кај човекот. Книгите што денес ги представува професор доктор Трајче Стојанов се дел од проектот на владата на Република Македонија Врвови на светската филозофија. Истите ги има и на македонски јазик, а опфаќаат филозофски дела, почнувајќи од класиците, меѓу кои Платон, па се до делата на филозофите од современието, меѓу кои и дело на Џон Серл. Шефовите на државите и владите на земјите членки на Европската Унија попладнево и утре изутрина во Брисел ќе го одржат кучниот самит на Европскиот совет, на кој главна тема е бегалската криза и незиното решавање во Европа. Како што јавува дописникот на Мија од Брисел, договорот што Европската Унија го постигна пред 10 дена на неформален самит со Турција за проблемот со мигрантите е на маса, а истиот ја подби Европската Унија со оглед на тоа што речиси за сите од 28 земји членки на Унијата е проблематичен.
Најмалку 2 лица загинаа, 63 се повредени во голема сообраќајна несреќа во Јапонија, пренесува Бета, повикувајќи се на јапонската национална телевизија NHK. Несреќата се случила во близина на тунел на автопатот кај јужната префектура Хирошима, пишува Мија. 12 автомобили се судриле на 100 метри од влезот во објектот со должина од над 800 метри. 5 автомобили се запалиле и настанал силен пожар. Од тунелот излегувал густ и црн чад. Околу 70 луѓе биле евакуирани од тунелот, а 58 од повредените се затруле од чадот. Движењето е прекинато во 2 насоки. Најмалку 14 палестински аџии загинаа, а 36 се повредени во автобуска несреќа во Јордан, соопштија локалните власти, пренесува Бета. Постои можност бројот на жртвите да се зголеми, бидејќи неколку лица се во тешка состојба. Несреќата најверојатно се случила откако возачот загубил контрола врз превозното средство во близина на границата со Саудиска Арабија. Палестинците патувале на така нареченото мало поклонение или умра, кој може да се прави во текот на целата година, за разлика од хаџа, што се прави еднаш годишно. Игор Ангеловски, селекторот на македонската фудбалска репрезентација, го објави списокот за престојните 2 пријателски средби против Словенија и Бугарија. По пауза од 2 години, во националниот тим се враќа Горан Пандев, кој на покана на македонскиот селектор повторно ќе го облече дресот на македонската репрезентација, со кој е најдобар стрелец со 26 голови. Во напаѓачка линија се враќа и Јадис Јаховиќ. Ангеловски за овие 2 дуели шанса им дава и на голманот Мартин Богатинов, кој брани за Карпати Лавов од Украина, и на Армен Талими, кој настапува за Шкендија, а поради повреда ќе ги нема Даниел Мојсов и Давид Митов. Македонија прво ќе гостува на 23 март против Словенија, а потоа на 29 на арената Филип II ја пречекува Бугарија. Вардар одигра нерешено со Висла со резултат 30-30 во првиот надпревар од 8 на финалето во Лигата на шампионите. Црвено-црните испуштија победа во финишот од дуелот, особено што во поголемиот дел од второто полувреме имаа водство. На почетокот на вториот дел Вардар подобро почна и во 38-та минута имаше 2 гола предност, 20-18, пред се на подобрената игра во одбраната. Во 57-та минута Вардар го имаше невисокото водство од 29-25. Во последната минута Висла намали на 30-29, а во последните секунди Висла ги постави конечните 30-30. Реваншот во Скопје ќе се игра по 10 дена на 26 март. Сите предвидени содржини и за ова издание на Дневникот ми преостанува уште да ви посакам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.